Дел од денот го поминуваат по паркови, а другиот дел на паметни телефони. Во денешно време, децата пред да научат да зборуваат на мајчин јазик, учат англиски. Тоа се случува поради видеоигрите и YouTube платформата, односно прекумерната употреба на паметните телефони. I am Galena Zlateski. I am old 7.5 years. I am born in Skopje and I live in Centar. I communicate in Macedonian. My name is Mia. How old are you? 6. Гледаш YouTube? Да. На телефон седиш? Да. И од таму го учиш јазикот? Да. Јас сум Minecraft. Minecraft? И ја понекогаш Minecraft. Добро. YouTube гледате? Да. Да, ја. На англиски или на македонски? На англиски. Родителите се загрижени и велат дека стравуваат дека нивните деца ќе го заборават мајчиниот јазик, бидејќи постојано забележуваат дека користат разни фрази или комуницираат на англиски јазик. Во ова време мислам дека сите деца веќе рано се запознаваат со англискиот јазик, некако како втори јазик на сите им доаѓа. Можеби премногу се посветува на тој јазик, бидејќи се што имаат од апликации, од практично користење на телефон се со англиски, со англиска подршка. И некогаш дури прв јазик што го учате англискиот, а не македонскиот, за жал. Загрижува тоа некогаш како родител? Загрижува и тоа многу, затоа што овие генерации се поинакви од претходните. Многу повеќе се едуцираат преку екраните и на некој начин англискиот навистина е можеби најзастапен. Јас сум прво мајчиниот јазик да го научат убаво, а децата брзо ги впиваат странските јазици, после многу лесно се учи и англиски и друг јазик. Дури возрастни има многу што зборуваат веќе на странски јазик, најчесто англиски, а не знаат писмено да се изразат. Значи, тоа е катастрофално според мене. Пред се секогаш треба да е мајчиниот јазик, а тоа се си доаѓа во свое време, не треба за ништо да брзаме од рани години, нели од 3, од 4 години да ги форсираме да учат јазик. Има време, секој се научи. Психологот Сабрије Тефики вели дека мобилните телефони и постојаната изложеност на онлайн платформите го нарушуваат балансот меѓу мајчиниот и странските јазици, при што децата често почнуваат да употребуваат непристојни изрази, да имитираат акцент, вокабулар и начин на изразување, кои не се соодветни за нивната возраст и културен контекст. Dëmton gjithashtu edhe pasurinë dhe saktësinë e gjuhës anëtare të tyre. Mund të ndodhë vonesë në gjuhën e folur, nëse kanë në mënyrë të vazhdueshme janë të ekspozuar ndaj ekranit edhe qëndrojnë pa interaksion ose pasiv në këtë rast, kjo ndihmon që të zhvillimi gjuhësor i tyre në gjuhën anëtare të ketë vonesë nga ajo që supozohet që duhet të jetë normale ose ajo që dihet më vetëm se si kufi normal të zhvillimit gjuhësor. Tjetër një aspekt negativ mund të jetë edhe përqendrimi i dobët në gjuhën e shkruar, përdorimi shprehjeve të papërshtatshme. Додека младите меѓусебно комуницираат на странски јазик, двата официјални државни јазици, македонскиот и албанскиот, се соочуваат со предизвици поврзани со недоволно познавање. По повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик, претседателката Гордана Силјановска-Давкова изјави дека се уште се присутни знаци на балкански национализми, кои според неа не го прифаќаат македонскиот идентитет. Од друга страна, во Уставниот суд се оспорува законот за употреба на албанскиот јазик.